Ние за денеска ќе одговориме пак на едно прашање, така некако затеравме неколку саботи поред, кое што прашање верувам дека би требало да ни биде лесно за одговарање, сите знаеме, да кажеме, меѓутоа сепак ќе се потрудиме да образложиме преку писмото. Прашањето е како се спасуваме, мислам не е тоа главното прашање, меѓутоа како се спасуваме, дали по дела или по вера? Во новата поука мислам дека имаше наслов, ако не се лажам, кој што ќе биде за оправдување со вера, нели? Мислам целото послание на Галатјаните. Има наслов, каде беше сега? Оправдување само со вера. Тој четвртиот наслов, четвртата. И тоа, еве за спасението го зборуваме. Дали со вера или со дела? Односно, дали се спасуваме по милост преку верата или по дела? Односно, прашањето на кое што ќе одговориме, зошто? Ја верувам дека сите веруваме и ќе отвориме и на почетокот во Ефесијаните 2 глава, кај што Павле недвосмислено кажува како се спасуваме. Ако се спасуваме по милост преку вера, зошто тоаш ќе ни се суди по делата? На тоа ќе треба да одговориме. Може би секој од нас прилика знаеме како да одговориме, меѓутоа ете да преку Словото, да дозволиме да Словото ни одговори, ни каже. Значи, отвараме во Ефесијаните 2 глава на почеток. За едно-две саботи ќе почнеме со Галатјаните, но еве сега во Ефесијаните отвараме. Исто едно убаво Павлово послание. 2 глава и читаме од 1 до 9 стих. Видиме дали Павле не е доволно јасен овде. И вас се навраќа најнапред на нашиот поранешен живот, нашиот живот во грев, во светот. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според векот на овој свет, според кнезот на воздушните сили, духот кој действува сега меѓу синовите на непокорност. Меѓу овие и ние живеевме некогаш во своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите и бевме по природа чеда на гневот како и сите други. Мислам дека ова е целосна вистина и ние бевме дел од тоа. Но Бог кој е богат во милост, еве што прави милост, но Бог кој е богат во милост и поради својата голема љубов, со која не возлюби нас, не оживе заедно со Христа и нас, кои бевме мртви поради нашите гревови, и вели, цртичка, по благодат сте спасени. 6 стих. И со него не воскресна, не само што не оживи, не воскресна и со него не седна во небесните места во Христа Исуса, да во идните векови да го покаже преголемото богатство на својата благодат според својата добрина кон нас во Христа Исуса. Зошто по благодат сте спасени? 2 пати дури Павле спомнува во неколку стиха. Не е ова случајно. Зошто по благодат сте спасени, дури додава сега, да објаснува и вели, според по благодат сте спасени, 8 стих, преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Не е од делата, за да не се фали некој. Нема да биде ние ден горе на небо и да рече, еве, јас се спасив како резултат на тоа, што правев, ова правев, не знам што правев. По благодат сте спасени, 2 пати спомнува. Преку верата. Нормално верата опфаќа многу значено место овде. Или еве, Римјаните 5 глава, исто убави познати зборови, Римјаните 5 глава од 8 до 11. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас, со тоа што Христос умре за нас, доека уште бевме грешници.
Нормално, кога станува збор за спасението, не може да се изземе и да се избегне жртвата Христова, која што е тука, обзема го централно место. Значи, уште доека бевме грешници, сега, откако сме оправдани во Неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку Него. Зашто ако сме помирени со Бога преку смртта на Неговиот Син, доека бевме непријатели, толку повеќе веќе помирени ќе се спасиме во Неговиот живот. Доека уште бевме непријатели, доека уште бевме грешници, Исус не помири преку Неговата жртва на крстот. Спасението е завршена работа, со други збори може да кажем. И се зависи од нас, нормално, што ќе избереме. Тоа е завршена од Негова страна. Исус направи се што требаше да направи. Прво послание до Коринќаните, која ова е некако вовет, не може да се избегне крстот, не може да се избегне милоста, благодата Божја, не може да се избегне Евангелието всушност. Тоа е Евангелието. 15 глава, 1 Коринќаните, од 1 до 4. Ви напомнувам, браќа, за Евангелието, кое ви го проповедав и кое вие го примивте и во кое стоите, преку кое и се спасувате. Ако го држите цврсто, како што ви го проповедав, освен ако не сте поверували напразно. Значи, верата исто така е многу битна, овде вели, не треба. Евангелието е тоа, кое што е, меѓутоа, треба да веруваме. Зошто ви го предадов најнапред она што ви го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови според писмата, интересно овде неколку пати, просто 2 пати потврда, дека сето тоа што Исус го направи е според писмата, според веќе кажаното, според точните пророштва во Стариот Завет. Зошто Христос умре за нашите гревови според писмата и дека е погребан и дека воскресна на третиот ден според писмата. Ова е Евангелието. На овој начин се спасуваме, по благодат, според сето она што го направи Христос за нас, неговата жртва. Или еве, прво послание до Коринќаните, кога сме веќе тука во првата глава отворете, таму 17-18 стих. Со еден збор, или 2 збора, може да се каже што е Евангелието. Како што овде Павле го опишува тоа. Прво послание до Коринќаните, че прва глава. Еве од 17 стих читаме, зашто Христос не ме испрати да крштевам, туку да го проповедаме Евангелието. И не со говорничка мудрост, за да не го изгуби Христовиот крст своето значење. Во овој стих веќе нагласува дека Евангелието е всушност проповедањето за Христовиот крст. 18 уште појасно. Зашто словото за крстот е безумство за оние кои што пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме Божја сила. Дали Павле во Римјаните во прва глава 16-17 стих таму вели дека што е Божја сила со други зборови во превод. Евангелието е Божја сила. А овде вели словото за крстот е Божја сила. Словото за крстот е Евангелието. Римјаните 3 глава се. Куп стикови, ова се е како еден вид вовет. Мора да се разбере Евангелието, да се разбере дека се спасуваме по милост преку вера, за да после видиме, да го погледнеме судот и судењето. Значи, 3 глава Римјаните, од 23 до 28. Слични зборови во сличен правец. Вели вака, зашто сите сгрешија им недостасува Божјата слава, но се оправдуваат од Неговата благодат, преку откупот во Христа Исус, преку жртвата. Кого Бог го постави за жртва на помирување преку вера во Неговата крв, за да се покаже Неговата правда во пропуштањето на поранешните гревови во времето на Божјето долготрпение, да ја покаже својата правда во сегашно време, за да биде самиот праведен и за да го оправда оној кој што е од вера на Исуса. И така, каде е фалењето? Нема фалење. Исклучено е. Според кој закон? Според законот на делата ли? Не, туку според законот на верата. Ако беше според законот на делата, тогаш ќе имаше фалење. И така ние заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата без делата на законот. Или Бог е само на јудејците?
Да, доволно е до тука. И така ние заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата без делата на законот. И сега има еден интересен стих, односно неколку стиха во Јован 12 глава. Тоа е во 12 глава од почетокот се опишува Христовата средба со Марта, Марија, значи неговата посета во домот во Витанија, во нивниот дом. Идењето на таа последна Пасха. И тука негде нели се среќава и со грци, како што вели овде, текстот, и зборува, Исус почнува да им зборува во контекст на неговата смрт, кое што многу брзо и ќе се случи. Значи, во тој контекст ги кажува и овие зборови. Послушайте ги зборовите во Јован 12 глава, да не читаме се овде, накратко ви кажав, од 31 до 33 стих. Сега е судот на овој свет, вели писмото. Сега кнезот на светов ќе биде исфрлен надвор, а јас кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. И вика, ова го кажа, за да покаже со каква смрт ќе умре. На што алудира Исус? На неговото распнување, Јован 12 глава, од 37 до 33. Алудира на Христовото распнување, на неговата жртва на Голготскиот крст. И вели, сега е судот на овој свет. Што сака да каже? Ако Христос умре за нас, и според Исаија, нели оние пророчки зборови, казната за сите наши греови падна врз него. Тоаш, не само што Исус направи се за наше спасение, туку и судот се исполнува во таа негова смрт на крстот. Казната за секој наш грев, минат, наш иден грев, паѓа врз него, врз таа жртва, која што беше принесена на Голготскиот крст. Затоа што вели, сега е судот на овој свет, алудирајќи на тоа кога ќе биде издигнат од земјата. Сега, ако и судот е исполнет во таа жртва, тоа зошто воопшто суд? Зошто има ли потреба од суд? Второ послание до Коринќаните 5 глава 10 стих. Второ послание до Коринќаните 5:10. Овој стих е појасен не може да биде. Што вели? Зошто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд и секој да приме според она што направил во своето тело, било добро, било зло. Сите ние, вели Павле во овој стих, треба да се појавиме пред Христовиот суд. Значи и добрите и злите, без разлика, вели, било добро, било зло. Тому што сме направили, треба да се појавиме пред суд. Зошто која задача ќе има овде судот? Ето, обично кога се спомнува суд, секојаш тоа сваќаме во негативна конотација. Суд е, значи, место каде што треба да се суди, да ви се боричка, не знам, во вашиот живот, да ви се наоѓаат некои неправилности, кршење на закон и така натаму. Дали сте слушали некојаш да некој каже: Господи, сакам да ме судиш, Господи, суди ме. Затоа што секојаш во негативна конотација го сваќаме судот. Дали може поинако да гледаме на судот? А што ако сум невин? Што за мене представува судот? Доказ дека сум невин. На судот ќе се докаже мојата невиност. Тоаш како гледам јас на судот? Дали во негативна конотација? Пазите, некој во Библијата и напишал суди ме Господи. Сеќавате ли кој? Да, кој рече? Како е ковде? Давид. Точно? Точно, 26 псалм.
менка, иако е најчесто тивка, меѓутоа. Или катица рече, добро, како и да е, менка потврди. Го потврди оно што го каже катица. 26. псалм. Ќе прочитаме целиот. Зошто Давид вака гледа, самите стихови кажуваат. Зошто вели, судиме, така почна псалмот, судиме Господи. Зошто? Одма уште првата реченица кажува, зошто одев во својата невиност. И се надевам на Господа и нема да се поколебам. И испитајме Господи, искушајме, испитајме ги бубризите, срцето, се, до крај. Зошто Твојата милост е пред моите очи и одам во Твојата вистина. 26 псалм. Јас не седам со нечисни луѓе, не се навраќам кај подмолните. Го мразам друштвото на злосторниците и не седнувам со безбожниците. Ги мијам своите раце во невиноста и ги обиколувам Твојот жртвеник, Господи. Внимавајте во целиот овој речник, како го пише овој псалм, спомнате жртвеник, спомнато е светилиштето. Ова не случајно, затоа што ќе разгледаме после еден друг псалм, кој што е Асафов, и тоа како и да е, не е битно. Значи, го обиколувам Твојот жртвеник, Господи, да ја разгласам јавно Твојата фалба и да раскажам за сите Твои прекрасни дела. Интересно, Давид повикува на тоа да биде суден и се фали со и ги раскажува Божиите дела. Добро. О, Господи, го љубам домот во кој престојуваш и местото каде што е населена Твојата слава. Каде е тоа? Повторно светилиштето, нели? Не ми ја погубувај душата со грешниците, ниту мојот живот со крвопијците. Злочинот е во нивните раце, а десницата им е полна со подкуп. А јас одам во својата невиност, повторно. Избави ме и смилувај ми се. Мојата нога стои на прав пат, ќе го благословам Господа во собранијата. Од каде му е овој речник на Давид? Суди ме, Господи, испитај ме. Денеска обично, нели, човек се тресе од страв кога ќе се спомне суд, па макар и човечки, поготово човечките, пошто се неправедни, така да ви на правдина може да завршите во затвор. Неодамна, мислам, тој случај во наша Македонија сигурно има мнозина кои што лежат или доправајќи лежат или не знам во затвор. Иако не направиле ништо, јас неодамна прочитав некој во Америка човек од цели 20 години поминал, за да на крајот, после тие 20 години се докаже дека бил заменет, неговиот лик бил сличен со ликот на тој вистинскиот криминалец, и он се одлежал 20 години на правда. И тоа се човечките судови. Тоа е несовршеноста, тоа се луѓе, како и нас, грешници, склони на подкуп, на, сакат да си го живеат животот онака, да си имаат некоја добивка, лесно се подкупуваат и така натаму, како што спомнав. Меѓутоа, за праведниците судот е радосна вест, за оние кои што се во Христа Исуса, како што читавме во Ефесијаните, неколку пати се спомна тој израз, во Христа Исуса, во Христа Исуса. Што вели Павле во Римјаните 8 глава, сега која сме кај тој израз во Христа Исуса? Почнува, како е почнува Павле 8 глава од Римјаните? Зашто сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. Нема осудување, туку ти ќе бидат оправдани. Сега, Псалм 73. Иако реков, нели, Асафов псалм, како што стои овде. Кој проблем го имал Асаф? Кој проблем го имаме и ние денеска, гледајќи околу нас? Еве, спомнав, значи, некој ако е мокен, може и да потплати суд и никош и да не види суд, да не биде осуден и така натаму, и да успева во животот, ќе гледате дека успева, се богати и така натаму, а вие некако се некој неволи весноја, дали Асаф, тоа се прашува во 73-тиот псалм, сеќавате. Еве да читаме, од првиот стих, Бог е навистина добар кон Израел, кон оние што имаат чисто срце. Спомнува чисто срце овде. А мене за малку ќе ми се сопнеа нозете, Асаф вели. За малку ќе
ќе паднев за малку. Не можам да сватам што е ова што го гледам, со други зборови. За малку ќе ми се лизнеа чекорите. Зошто им завидев на злочинците, наблюдувајќи го напредокот на грешниците. Никакво страдање не носат, нивното тело е дебело, не живеат во маките на смртниците, не ги удираат човечки неволи. Се богатат подолу стои. Ама се додека вели, таму 16-17 стих, и размислував како да го сознам тоа, како да го разберам. Не можам да го разберам. Нема логика за мене. Зошто е така? И размислував како да го сознам тоа, но ми се гледаше мачно во моите очи. На нас не е некојаш мачно, да сватиме некој работи, нели, како се одвива. Се додека, 17 стих вели, се додека не најдов влез во Божјето светилиште, за кое што, нели, Давид во претходниот псалм што очитаме, 26 исто така го спомнува, жртвеникот, светилиштето и така натаму. Кај се одвива, мислам, нели, ние живееме во времето на истражниот суд, нели, од 1844 година навод. Кај се одвива тој дел во светилиште? Токму во светињата на светиња, нели, тука е законот и тука се разгледуваат случаевите според законот, дали нешто е добро, дали нешто е зло. Значи, се доека не најдов влез во Божјето светилиште и го согледав каков им е свршетокот. Што ти живеат таков живот, што ти моди све на добро, намерно, нели така, кога на крајот им е во огнот, нели, како што е зборувано. И Асав си ја смирил душата, може би Давид, може би ние денеска. Крајот. Да. Римјаните 14 глава. Сега разгледуваме некои стихови во Библијата кои што судот го прикажуваат во позитивна конотација. 14 глава Римјаните. Ова глава е целата за судење. Ова е една мана која што секој од нас, секој грешно човечко сушество си ја има. Се бави со нешто што не е од негов домен. Во тој контекст, значи, расправајќи се две групи во христијанската црква, ново оформената христијанска црква, значи, Новиот Завет, едните евреи кои што го примеле Христа, а другите незнабошци кои што го примеле Христа, па нели тука имало разлики меѓу нив и се осудувале едните со другите. Овие евреите се правиле по-побожни, па ги суделе другите од постапките што ги гледале што прават. И што вели 10 стих? А ти зошто го осудуваш својот брат? Или ти зошто го презираш својот брат? Што вели? Зошто сите ќе застанеме пред Христовиот судски престол. Е уште еднаш повторување на Коринќаните 15 глава 10 стих. Не се бавете со нешто што не е ваш домен. Значи, позитивно, ако сватиме, значи, Евангелието, спасението по милоста и судот, веста за судот нас треба да не ослободи од опаѓање и судење на еден со друг. Тоа е страшно зло. Што имам јас да го судам или не знам да зборам за братот или тој за мене, кога сите еден ден ќе испаднеме пред судијата, вистинскиот судија, кој што правилно суди, кој што не дава да биде подкупен и така натаму. Сите еден ден, вика, ќе испаднете пред Христовиот судски престол. 12 стих. И така, секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Што се судиме? Што губиме време околу тоа? Кога секој од нас ќе излезе еден ден пред судот. Сега во Данило 7 глава, ова е исто еден интересен момент. Данило 7 глава. Што имаме во Данило 7 глава? Тук имаме дверки, 4 дверки, нели? Како повторување на она втора глава, таму кај кипот. Го имаме лавот, Вавилон, Медоперсија, мечката, леопардот, царството на Александра Македонски, потоа она вонредно суштество, звер кој што има потешкотија Данијел овде да го објасни, да го опише, и малиот рог кој што излегува од овој последниот звер, и прогонствата опишува како ќе пострадаат светите,
Како ќе пострадаат праведните, како ќе пострада Божиот народ од прогонството на малиот рок и од неговите неправедни судови. Внимавајте. 21-22 стих од 7 глава Данијел. И гледав како овој рок војува против светите, та ги надвладуваше. Знаеме каков бил средниот век. Знаеме колку изгинале на правда христијани. Какви судови ги суделе. Затоа, додека не дојде, вика, прадамнешниот. Значи, ги надвладуваше. Ги газеше. Ги уништуваше, се дека не дојде прадамнешниот, кој им ја досуди правдата на светите на Севишниот и доека не дојде време кога светите го завладеа царството. Во другиот превод е малку поинаку. Меѓутоа, овој превод е сосема прецизен за мене и многу добар. Доека не дојде прадамнешниот Господ, кој им ја досуди правдата на светите. Оние кои што беа газени, оние кои што беа судени на човечки, така наречени, или ги викаат кенгурски судови, кои што од страна гледано, ако се разбирате во правда, ќе сватите дека всушност тоа е една хумореска од правда, а не вистинска. Но Господ кога доаѓа, што прави? Уште еднаш да повториме, ќе ја досуди правдата, ќе ги оправда, ќе ја докаже правдата на неговите свети и на неговиот народ. Чете судот во позитивна конотација. Ако сте вие во Христа Исуса, ако сте вистински верник, ако живеете по Божја волја, тоест нема потреба се плашиме од судот. Судот само ќе биде едно докажување на нашата праведност, односно не нашата праведност, туку Христовата праведност, сепак преку нас, затоа што Христос го живее животот преку нас. И сега да се вратиме во почетниот текст, Ефесијаните 2 глава. Него дочитавме 10 стих, не случајно. Ефесијаните 2. И за да малку пак навлеземе во контекстот, ќе читам од 8 до 10. Значи, завршивме таму со читањето во 9 стих, но еве сега ќе читаме, значи назад во Ефесијаните 2 глава, од 8 до 10. Уште еднаш да потенцираме како се спасуваме и полека да одговориме на прашањето, на главното прашање, зошто ако се спасуваме по благодат преку вера, ќе бидеме судени по дела. 8 стих. Зошто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Не е од делата, за да не се фали некој. И сега видите во 10 стих. Имено, негово дело сме, создадени во Христа Исус. Повторно во израз во Христа Исус. Создадени во Христа Исус. За добри дела, кои Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Малко и тежок е овој речник. Како тоа? Создадени за добри дела во Христа Исуса, кои што Господ ги подготви уште од пред време, однапред, за да живееме во нив. И што гледаме овде? Че да, ние се спасуваме по благодат преку вера. Без никакви дела. Не можеме ние ништо да додадеме на оно што Исус го направи. Исус направи се за нас. Но, таа благодат произведува во нас добри дела. Дали не го гледаме тоа? Значи, по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Не е од делата за да не се фали некој. И сега вели, имено, негово дело сме создадени во Христа Исуса за добри дела, кои Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Значи, делата си имаат свој дел. Но чии дела се тоа? Ако читаме во Матеј 7 глава, се подсетиме на оној текст, од неодамна и Јани разборуваше по пладнето, мислам дека може беше и прошлата сабота на овие текстови, но да се подсетиме. Матеј 7 глава, 21 и 22. Што билат овие текстови овде? Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, ќе биде спасен. Не секој што вели Господи, Господи.
туку оној кој што ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден, што? Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име? Дела. Не изгонувавме ли бесови во Твое име? Дела. Не правевме ли многу чуда во Твое име? Дела. Тогаш јас ќе им изјавам, никогаш јас не сум ве познавал. И баш секам и Јани стави акцент на тоа. Да? Никогаш не сум ве познавал. Не дека некогаш, па... Не, никогаш не сум ве познавал. Не можеме ние со проповедање, не можеме ние со, не знам, сме продале 100 книги денеска или не знам што, со тоа да го заработиме спасението. Спасението е веќе завршена работа. Спасението е во таа жртва Христова. По благодат сме спасени. Но, спасениот, оној кој што ја примил благодата, произведува добри дела. Сега, одговор на прашањето, според ова, зошто ако сме спасени по благодат, преку вера, сме судени по делата? Судени сме по делата за да се види дали се спасуваме, односно сме се спасили по милост. Дали усваќаме ова? Значи, ќе ни се суди по дела за да се види дали сме се спасили по милост. Преку вера, да. Преку вера. За да се види, што треба да види Христос, што треба да види Господ? Односно не он знае, он се знае, ама сите други да видат. Тие дела кај едниот, со тие дела кај другиот, да видиме тие дела чиви се, тие дела чиви се. Делата кај спасениот, оние дела на милоста, кои што произлегуваат од милоста, се всушност Христови дела. Тоа Христос го прави во вас. Вие сте во Христа, за вас нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. Затоа што, ако читаме таму во 8 глава Римјаните, се вели Христос кој што е во вас, го исполнува законот. Да. Значи, да се види дали некој мисли дека може да се спаси со дела, или дали некој всушност е спасен по милост. Значи, ја прифатил милоста, сваќа и знае дека он не може ништо да додаде, ја прифаќа жртвата Христова, дозволува да Христос живее во него, и тој во Христа, и по тоа не може да не произлезат добри дела. Нели, верата без дела е мртва, сега да не цитираме Јаков. Значи, ни се суди по дела, а сме спасени по милост преку вера, за да се види дали сме спасени по милост преку вера. И еве да додадеме уште некој стих, во Тит имаме исто слични стихови во тој правец. И како што реков, човекот кој што е во Христа Исуса, кој што е сигурен во спасението, кој што живее еден праведен живот, он нема што да се плаши од судот. Судот за него е всушност момент кој ќе се покаже и докаже не само неговата правда, тоа е всушност Христовата правда преку него, дека е праведен. Заборавив да спомнам, значи, зверот кој што гази и пустоши во дела 7 глава, малиот рок, кој што е папството, нели знае. Меѓу другото е систем кој што учат католиците како систем? Спасение со вера или со дела? Спасение со дела. Што е систем кој што ги судил вистинските верници, Христови следбеници, ги осудувал, ги ништел, ги уништувал, ги убивал, оние кои што се спасувале по милост. Системот кој што верува дека спасението по дела, ги ништи, ги убива, ги брише од земјата, оние кои што се спасуваат по милост преку вера. Интересно. Тит, да отвориме во Тит, тука не ќе превршиме полека. 2 глава. Од 11 стих, па негде до 14 и во 3 глава неколку стиха. Зошто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе. Овој стиха го издвоите, доволен е. Спасението за сите луѓе доаѓа по милост, преку милост. Доста ти е мојата благодат, нели како вели таму Павле, исто. Зашто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе, која не воспитува да се откажеме,
од безбожноста и светските походи. Значи, таа милост не воспитува и работи во нас, и љубовта, нели, Христова, со која не возлюби, да се откажеме, да сепак да произведеме некои дела, значи да правиме нешто. Од светските походи да живееме разумно, праведно и побожно. Еве како што имавме во 2 Петрово, 3 глава. Како го очекуваме Христовото доаѓање? Со еден разумен живот, побожен живот. Значи да живееме разумно, праведно, побожно во сегашниот век, очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување на нашиот семоќен Бог. Стихови кои што можевме дори да ги цитираме за време на пулката, кои што совршено одговараат на Петровите стихови. Кој се даде сами од себе си место нас, за да не избави од секакво беззаконие и да очисти за себе, собствен народ кој му припаѓа, кој ревнува за добри дела. Истиот речник, како и во Ефесијаните. И во 3 глава реков, од 3 до 5 стих, Тит, значи 3 глава, зашто и ние бевме некојаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти, задоволства, живеејќи во зло и завист, мразени и мразејќи се еден со друг. Слично нешто на Ефесијаните, на почетокот од таа 2 глава. Но кога се јави добрината, човеколюбието на Бога, нашиот Спасител, не спаси, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на ново раѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Да е доволно толку. Тите, неверојатно, значи посланието да Тите стварно кратко, меѓутоа многу убаво. И навистина, дури можете да му дадете одговор на некој ако ја праша, затоа и може би беше двоењето тука меѓу нас, дали се спасуваме по дела или по вера. Ако ја праша како се спасуваме, може да му речете ќе се спасуваме по дела. Ама, и како тоа, можете да му речете, па да, се спасуваме со Христовите дела. Јован 6 глава, ови се исто многу убави стихови. Запомнете ги, во онаа тешка беседа што Христос им ја кажува и на учениците на околните на собрани луѓе, меѓу другото, еве што кажува на нивното прашање. Значи, Јован 6 глава, 28 и 29. Еве како гласи 28. Тогаш му рекоа, значи го прашуваат, што да правиме за да ги извршуваме Божите дела? Зато што се спасуваме со Божие дела. Што да правиме? Значи, тука е спасот, тоа е. Што да правиме? И што вели? 29 стих, Исус одговори им рече, Божјото дело е ова, да верувате во оној кого тој го испратил. Ете, спасени сме по милост преку вера, не од делата. Не од нашите дела. Се спасуваме од Христовите дела, кои што тој ги врши и ги прави преку нас, примајќи ја милоста на Јова. Затоа се спасуваме по милост преку вера, меѓутоа ни се суди по делата, за да се види пред сите, да сите да им е јасно дека оние спасените се оние кои што се спасуваат по милост, а тоа се гледа од делата. Дали се тоа наши дела, дали се дела од законот, како што вели Павле тамо Римјаните кои што читавме, или тоа се Христовите дела. Христос кој што живее во нас и ги врши. Нека му е слава на Бога, нека Господ помогне да бидеме сите на крајот спасени, а не е тешко. Нели, скоро еднаш одговаравме што е полесно да биде човек изгубен или да биде спасен. Па ако Христос направил се за нас, наистина е полесно да биде човек спасен. Нека му е слава на Господа за се што направил. Амин.